Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. खुदा के पाक लोगों को खुदा से नुसरत आती है, जब आती है तो फिर आलम को। Голема група тој ден се собрала во главната џамија, бидејќи постоела веројатност за сериозна турканица. Без оглед на тоа, тој отишол таму, како и Иса алейхи селам, во друштво на своите 12 следбеници. Пространата зграда на главната џамија била полна со луѓе, а имало и околу неа, дури и скалите биле претрупани. Низ ова море од луѓе, кои биле надвор од себе, од бесот, и кои на него гледале со закрвавени очи, ветениот Месија и неговата мала група направиле пат до михраб, преден дел на џамијата, и ги заземале своите места. Поради зачувувањето на редот, тука бил присутен надзорник на полицијата, со останатите полициски службеници и скоро 100 полицајци. Многу од учесниците на собирот понеле со себе камења и биле подготвени на најмал знак да ги фрлат на него и на неговата група. Така можел ветениот Месија да стане жртва на болната желба на големците и писарите, како што тоа се случило на неговиот сличен претходник од Назарет. Наместо да го распнат, луѓето биле склони да го каменуваат вториот Месија. Во усна дискусија која понатаму следела, тие не успеале да ја продолжат главната точка. Се согласиле да разговараат за прашањето за смртта на Иса алейхи селам. Никој од нив не бил подготвен да ја земе понудената заклетва, ниту му одобриле на Маулви Назир Хусеин тоа да го направи. Каваја Мухамед Јусуф, заговорник на Алигархт, земал пишана изјава од ветениот Месија за ставките на неговата вера и предложил тоа да се прочита. Но бидејќи маулвите, оџи, и дале на јавноста лажна изјава дека тој ниту верува во честниот Куран, ниту во мелеките, ниту во честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, се исплашиле дека читањето на овој текст би можело да ја обелодени нивната лага. Поради тоа повторно ги подбуснувале луѓето кои создавале безредие и Каваја Мухамед Јусуф бил спречен да ја прочита изјавата. Службениците на полицијата, проценувајќи ја тежината на ситуацијата, им наредиле на полицајците да го растурат собирот и објават дека дискусијата нема да биде одржана. Собирот така завршил. Полицијата направила круг околу ветениот Месија и му овозможила да излезе од џамијата. Тој стасал до оградата, но носилката се уште не била донесена. Во ист момент луѓето повторно се насобрале и покажувале знаци на возбуда. Имало закана од јуриш, дури тогаш службеникот го сместил ветениот Месија во носилка. Почнале да се движат и тогаш седале во растерувањето на насобраните. भला खालिक के आगे खल्क की कुछ पेश जाती है। После овие случки, народот на Делхи го повикал Маулви Мухамед Башир од Бопал, кој ја водел расправата со ветениот Месија, зашто бил направен детален извештај кој бил печатен и објавен. По известно време, ветениот Месија се вратил во Кадијана. По неколку месеци во 1892 година тргнал од Кадијана на второ патување.
Прво отишол во Лахор, каде водел расправа со Маулви Абдул Хаким од Каланаур. Оттаму продолжил за Сиалкот, потоа за Джаландер и тогаш за Лудихан, од каде се вратил во Кадијана. Дебата со христијаните. Во 1893 година била договорена дебата со христијаните. Говорник од нивна страна бил Абдулах Атам, специјален помошник на комесарот. Дебатата се одржала во Амритсар и траела 15 дена. Извештајот од таа дебата бил објавен под наслов Јанг и Мукадас, Светата војна. Во оваа дебата, како и во сите други, победата била на страната на ветениот Месија, што резултирало со многу позитивен и силен впечаток кај јавноста. Дебатата се водела писмено, спротивставените страни седеле една наспроти друга и давале писмени одговори на меѓусебно поставените прашања. Оригиналните писмени одговори биле објавени во форма на книга. Очигледно било дека силните аргументи на ветениот Месија го втерале во тесно христијанскиот соговорник и го натерале тој често да ги менува своите тврдења. Понекогаш и неоправдано да користи остар јазик. Ветениот Месија поставил цврсти правила за расправата, кои барале тврдењето во името на верата и аргументите, дадени како подкрепа на него, да бидат цитирани од скрипта или од познати авторитети на верата. मुखालिफ को जलाती है वो हो जाती है आग और हर मुखालिफ. Чудна епизода. За време на дискусијата се случила необична згода, која и пријателите и непријателите ги натерала да ја признаат необичната природа на гениот на ветениот Месија, или поточно Божјата помош која била со него. Еден ден христијаните, за да го посрамотат ветениот Месија, собрале одреден број сакати и слепи луѓе и насред излагањето му ги довеле и побарале од него, ако е вистински Месија, да ги излечи, зашто првиот Месија, Исус, тоа и го правел. Додале дека нема потреба да оди подалеку и да бара други страдалници, зашто тие тука на дофатот на неговата рака се токму такви. Предизвикот бил со неочекуван восхит, примен од публиката, и луѓето се чуделе како сега ќе се справи со тоа ветениот Месија. Христијаните биле задоволни и мислеле дека со тоа му задале конечен удар на противникот и дека тој во очите на гледачите ќе доживее несомнен пораз. Но кога го чуле одговорот на ветениот Месија, нивното уживање се претворило во разочарување и самопрекор, а нивната толку сакана победа се претворила во потполн пораз. Ветениот Месија им рекол дека лечењето на ваквите страдалници од страна на Иса алейхиселам било дел од изјавата на Новиот Завет и дека тоа не е онаа во кое тој верува, дека всушност за него чудата на Иса алейхиселам во целост представуваат плодна почва за различно толкување. Навистина во Новиот Завет се тврди дека Иса алейхиселам успевал физички да ги излекува таквите болести и тоа само со допир на раката, а не со медицина или со молитва. Исто така, таму пишува дека ако неговите следбеници имаат само зрно вера, ќе можат да прават уште поголеми чуда. Затоа не било ред христијаните нему да му ги водат овие страдалници. Попрво тој имал за право таквите да ги води кај нив и затоа сега тој со должна почит кон нив, што ги собрале сите нив овде, ги замолува во согласно со тврдењето од Новиот Завет, ако имаат верба барем колку синапово зрно, да потегнат раце кон овие страдалници и да ги исцелат. Ако овие бидат излечени, тогаш тој ќе биде убеден дека тие и нивната вера се вистинити. Ако пак всушност тие не можат да го направат тоа што го тврдат, тогаш невозможно е било кој да верува во нивната вистинитост. Одговорот оставил такви последици, што христијаните потполно занемеле и бргу ја смениле темата на расправата. Кусо време после таа дебата, ветениот Месија отишол во посета на Фероспур. За време на тоа патување,
насекаде бил прогонуван и вознемируван. Покрај писмениот материјал против него, луѓето се собирале да му досадуваат и да го мачат. Промовирање на намазот во петок. На 1 јануари 1896 година, ветениот Месија јавно ја именувал постапката за масовно свечено вршење на намазот во петок, што е една од најблаготворните институции во исламот и символ со свое значење. Тој направил еден документ со кој од владата на Индија барал сите државни служби да не работат во петок. Оваа поддршка била од големо значење за муслиманите и воедно била практичен и силен белег за доаѓањето на ветениот Месија, но за жал помеѓу нив почнало да преовладува погрешно сваќање, што се однесува до ова и во поглед на некои услови врзани за извршувањето на џумата и почнале да се расправаат околу должноста за вршење на тој намаз. На многу места муслиманите го напуштиле свеченото извршување на тој намаз. Ветениот Месија сакал да ја обнови оваа институција и сакал владините служби да не работат во петок. Сакал да се обрати со молба до владата, но пред тоа да биде изготвено како што треба. Маулвите, оџите, гласно се спротивставиле на тоа и сакале таа работа да ја преземат во своји раце. Забелешката на ветениот Месија била дека таа голема работа треба да биде завршена секако, без разлика преку кого ќе оди тоа. На срдечната молба на Маулви Мухамед Хусеин од Батал, тој јавно кажал дека доколку споменатиот господин сака да се зафати со таа работа кај владата, е добре дојден и ветениот Месија тоа во целост ќе му го препушти нему. За жал, ние мораме овде да споменеме дека тој успеал само во тоа да ја запостави оваа многу важна мерка. Предлогот на ветениот Месија, меѓутоа, имал поттик во Божиот извор и на крајот се исполнил преку неговиот џемаат. Религиска конференција. Кон крајот на 1896 година, еден господин се одлучил да свика религиска конференција во Лахор. Биле повикани представници од разни религии да земат учество. Поканата била великодушно прифатена. Еден од условите кој им бил поставен на учесниците на таа конференција бил условот да не се напаѓа ниедна од религиите. Биле зададени 5 теми и на тие теми представниците од таму присутните религии требале да се представат. Тезите биле: под 1. Физичка, морална и духовна состојба на човекот. Под 2. Состојбата на човекот после смртта. Под 3. Целта на човековото постоење и начините за нејзиното постигнување. Под 4. Последиците од човековото однесување на овој и на следниот живот. И под 5. Кои се изворите на духовното значење. Иницијаторот на конференцијата дошол во Кадијана лично да се сретне со ветениот Месија, кој за време на нивната претходна средба, во неговата претходна посета во Кадијана, му ја дал идејата за таква конференција. Единствената цел на ветениот Месија била да го запознае светот со вистината на својата порака со која тој бил испратен. Тој не бил воден од никаква желба за лично рекламирање или покажување. Ветениот Месија го уверил споменатиот господин да се обиде со свикување на религиска конференција и му дал предлози во практичен облик, така што првичниот облик конференцијата го добила во Кадијана. Ветениот Месија задолжил еден од неговите луѓе да му помага на човекот за се што ќе му затреба, а тој самиот се понудил да допринесе на конференцијата со хартија. Меѓутоа, кога започнал да го пишува својот коментар, се разболел од диареа. Пишувањето сепак го завршил. Додека бил зафатен околу таа работа, му пристигнала објава дека неговиот говор ќе биде најсилниот и ќе ги надмине сите на таа конференција. Во согласност со тоа, тој издал една брошура, која било рачно поделена, во која тој однапред најавил дека како потврда на објавата неговиот говор ќе биде прогласен за најдобар на конференцијата. कुछ पेश जाती है भला खालिक के आगे खल्क की
कुछ पेश जाती है। Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.